Два собери, два различни погледи. Ова е митингот за демократија, кој ги поддржува сите религии. Ова пак е турнејата на Разбуди се Америка. Исус е мојот спасител. Доналд Трамп е мојот претседател. Трета година поред турнејата го поддржува христијанскиот национализам, идејата дека САД се христијанска земја и треба да има закони што ќе го одразуваат тоа. I will gladly be a Christian nationalist. Со задоволство ќе бидам христијански националист. Што можете да кажете против христијанството? Тие зборуваат, јас го следам Богот на љубовта. Го следам мојот живот по Исус и ја сакам мојата земја. Мага, направете Америка повторно голема. Што има лошо во тоа? И Доналд Трамп вели дека нема ништо лошо во тоа. Ние заедно сме војни во праведната крстоносна војна за да ги запреме пироманите, атеистите, глобалистите, марксистите. Ние ќе ја вратиме републиката како една нација пред Бога со слобода и правда за сите. Нашата земја е изградена врз христијански и еврејски вредности и принципи. Така пишува во Уставот. Американскиот устав не го споменува христијанството, наместо тоа дава слобода на вероисповед. Декларацијата за независност вели дека правата ги обезбедува креаторот и го спомнува Богот на природата. Сепак, членовите на Разбуди се Америка се колнат дека ќе проповедаат гласање за побожни кандидати. Демократите велат дека тоа е кршење на уставната поделба меѓу црквата и државата. Тие навистина треба да погледнат и да разговараат за тоа што значи да се има слобода и правда за сите. Некои од собирот за демократија се согласуваат, а некои пак повикуваат на дебата за учењето на Исус. Што рече тој? Што направи? Затоа што овој вид на порака, што сака да ги нападне имигрантите и да предизвика најголемо страдење на сиромашните и ранливите е буквално движење што е против Христос. Но и дебатата за абортусот. Ајде сите да се согласиме дека не мора да се напушти својата вера или длабоко вкоренетите уверувања, за да се согласите дека владата не треба да ви кажува што да правите. Истражувањето на Пју Центарот покажа дека речиси половина од сите американци мислат дека Библијата треба да има влијание врз законите на САД. Но истата анкета покажува дека малкумина мислат дека христијанството треба да се именува како официјална религија на земјата.